На војниот стадион во Скопје денеска се одржаа финални надпревари во кошарка, одбојка, фудбал, пинг-понг, шах и крос-кантри во рамки на одбележување на денот на Арама 18 август. Почитувани гледачи, вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Останете со нас. Успешно се спроведува проектот за електронски здравствен систем Мој термин. Доделени нови 60 решенија за легализација на дивоградби во општина Киселавода. Останува зеленилото во аеродром. Улицата Тоше Проески нема да се проширува. За 7,7% или 370 денари е зголемена потрошувачката кошница во однос на август 2012 година. Континуирано расте бројот на креирани и реализирани електронски упати и рецепти. Повеќе од 1 милион електронски рецепти се креирани во јули годинава преку новиот здравствен електронски систем, а само во август досега се креирани повеќе од 300.000 рецепти. Андрејана Димитриевска. Досега проектот Мој термин успешно се спроведува од страна на здравствените работници, известуваат од Министерството за здравство. Континуирано расте бројот на креирани и реализирани електронски упати и рецепти. Координаторот на проектот Милан Аризанковски посочи дека во јули се креирани вкупно 1.011.560 електронски рецепти, а само во првите 6 дена од август се креирани 302.125, од кои на 1 август 77.889, а на 5 и на 6 август 96.557 електронски рецепти. Скопските општини за овие неколку дена од месец август имаат вкупно препишано 55.664 електронски рецепти, односно околу 15% од досегашните креирани рецепти. А ако се земат во преглед сите скопски општини, вкупната бројка на креирани рецепти за месец јули во Скопје е 196.000 рецепти. Односно околу 20% од вкупниот број на креирани рецепти во месец јули. Во месец август се појавуваат истите општини, значи се уште Прилеп и Струмица Битола се први, па следуваат Тетово, Куманово, Охрид, Велес, Кичево, Штип и Кисела Вода. Во скопските општини се креирани 15% до сегашните вкупно креирани рецепти во Република Македонија. Општините што ги наведов исто така се лидери и во реализацијата на овие рецепти, а меѓу аптеките со најголем број на реализирани електронски рецепти ги издвоил аптека Неготино од Неготино, аптека Херба од Чуторизари, аптека Еликсир 3 од Струмица и аптека Еврофарм од Газибаба. Аризанковски дополни дека согласно препишаната терапија, граѓаните најмногу боледуваат од зголемен притисок, потоа од тип 2 диабетис мелитус, следуваат заболувањата на липопротеинскиот метаболизам, па гастритис и дуодент, невротски растројства и кардиомиопатија. Во однос на старосната популација, најмногу рецепти се препишуваат на пациенти кои се на возраст од 60 до 70 години, односно 29% од вкупно препишаните рецепти, додека 24% од рецептите припаѓаат на пациенти од 70 до 80 годишна возраст. Градоначалникот на општина Киселавода Билјадан Беличанец Алексич денеска додели нови 60 на решенија за легализација на дивоградби. Во општината примени се вкупно 11.872 предмета за легализација на бесправно изградени објекти, од кои решени се 1903 предмета. 60 на домаќинства од општина Киселавода денеска добија решенија за легализација на своите бесправно изградени објекти. Оваа практика на јавно доделување на решенија за легализација на дивоградби општина Киселавода ја практикува во изминатите 4 месеца. И оттаму сметаа дека ова представува поттик за оние граѓани кои се уште не ја комплетирале својата документација. Досега доделени се 1903 решенија, што представува 16% од вкупно пристигнатите барања за легализација. Со оваа практика која е спроведува општина Киселавода, во просек се доделуваат по 40 решенија за легализација на неделна основа.
Градоначалникот општина Киселавода Билјана Беличенец Алексич упати апел до граѓаните кои се уште не ја комплетирале целосно потребната документација, тоа да го сторат во најкус можен рок. Остана уште една година од процесот на легализација. Ја користам оваа прилика да ги повикам уште еднаш граѓаните што немаат изготвено елаборат да го сторат истото во најкраток можен рок, бидејќи со некомплетна документација, односно без елаборат, го доведуваат во прашање легализирањето на објектот. Во општина Киселавода до законски утврдениот крајен рок за доставување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, вкупно се примени 11.872 предмета за легализација на дивоградби, од кои 1903 се решени, 4 се одбиени, 22 предмети се препратени во надлежност на други општини, 16 се примени од други општини, а 4827 предмети се незапочнати, односно се со некомплетна документација, најчесто недостасува геодетски елаборат. Со измените и дополнувањата на законите за градење и градежно земјиште се овозможува до прецизирање на постапката за издавање на одобрение за градење преку електронски пат. Со нив се предвидува од 1 ноември сите градежни постапки да се одвиваат по електронски пат. Досега по електронски пат се одвиваше само постапката за издавање на одобрение за градба, која започна да се применува од 1 јуни. Досега се издадени 5 електронски одобренија за градба, а самата постапка е скратена од 45 на 25 дена. Барањето со целокупната документација се доставува во електронска форма и целокупната комуникација помеѓу инвеститорот и органите се врши на електронски начин. Исто така целокупната комуникација помеѓу субјектите, односно институциите кои се вклучени во целата постапка, се одвива на електронски начин. Со предлог измените на Законот за градба исто така е предвидено и процесот на жалбена постапка да оди по електронски пат. Оваа новина е значајна за сите кои веќе имаат добиено решение за легализација на објект и со овие нови одредби всушност се пропишува дека кога е донесено правосилно решение, собственикот на легализираниот објект може да бара право да си го откупи земјиштето под објектот, а потоа дворното место, или да бара да го откупи истовремено со земјиштето под објектот. Со измените се предвидува граѓаните кои го имаат легализирано објектот и покрај тоа што немаат план да можат да го купат земјиштето. Улицата Тоше Проески во општина Аеродром нема да се проширува, иако општината планираше да ја продолжи оваа улица за околу 100 метри, а наместо асфалт на исто место ќе си остане досегашното зеленило. Додека делот од улицата кој оваа лето беше реконструиран ќе биде пуштен во употреба за околу 1 месец. Ивана Митковска. Градоначалникот на општината Аеродром Ивица Коневски ги послуша жалбите на граѓаните, па наместо планираното проширување на улицата Тоше Проески ќе си остане досегашното зеленило. До оваа одлука дојде откако проектот за проширување на улицата Тоше Проески за 100 метра кон населбата Јане Сандански најде на отпор кај жителите на општината Аеродром, кои со петиција побараа да не се уништува зеленилото за сметка на улицата. Реконструкцијата е веќе во завршна фаза. Очекуваме во месец септември таа да биде пуштена во употреба, целосно да биде реконструирана. Оној дел кој што требаше да се доградува, да се продолжува таа улица, договоривме заедно со граѓаните тоа да не се направи, од причина што тие повеќе посакува зелената површина да остане онаква каква што е. Паркот околу улицата Тоше Проески е целосно осветлен, а делот од улицата кој ова лето беше целосно реконструиран би требало официјално да биде пуштен во употреба од месец септември. Обновен беше стариот асфалт на чие место ќе има патека со широчина од 7 метри. Новата пешачка патека ќе биде поплочена со гранитни плочки, ќе се постави урбана опрема, односно клупи и канти за отпадоци, а ќе биде изграден и сопствен систем за наводнување на зеленилото околу патеките.
Потрошвачката кошница споредено од август минатата 2012 година и август 2013 година изголемена за 370 денари или 7,7%. Најдрастичен пример за големиот раст на цените е кромидот кој поскапел за цели 150%. Прилог на Томислав Атанасовски. Производите како месото, млекото, млечните производи, чоколадите, овошито и зеленчукот, јајцата, кромидот, речиси се е поскапено во споредба со минатата 2012 година. Најдрастичен пример за големиот раст на цените е кромидот, кој поскапел за цели 150%. Минатата година во август килограм кромид се продава за 18 денари, а сега чини 44 денари. Граѓаните се жалат дека платите одамна не може да го следат темпото на раст на цените. Од маркетите излегуваат со се помалку производи, а трошат повеќе пари. Од 35 најосновни производи, кога ќе се собере нивната вкупна вредност, излегува дека потрошувачката кошница овој месец август изнесува 5183 денари. За разлика од тоа, цените во август минатата година чинеле 4814 денари. Тоа значи дека кошничката сега е поскапа за 369 денари, а инфлацијата е 7,7%. Официјалните податоци на Државниот завод за статистика велат дека стапката на инфлација е 4%. Според Државниот завод за статистика, трошоците на животот, кои се клучниот показател за движењето на инфлацијата во јули, забележале пораст од 4% на годишно ниво. Тоа е за 0,2% помалку во споредба со претходниот месец јуни, кога инфлацијата изнесуваше 4,2%, но далеку над проекциите на владата и на Народна банка, кој предвидува инфлација од 3,5, односно 3,2%. На месечно ниво, индексот на трошоците на живот во јули годинава бележи намалување од 1,1%, што е резултат на пониските индекси на зеленчукот за 20,2%, на овошето за 2,4%, проработките од млеко за 0,6%, масите за 0,5% и месото и рибата за 0,3%. Минатиот месец се намалени и индексите на трошоците на животот кај електричната енергија за домакинствата за 4,5%, авионскиот превоз на патници за 4% и кај обувките за 0,4%. Граѓаните се најзадоволни од услугите на Централниот регистар, а најмалку од услугите на Фондот за здравствено осигурување. Односот на шалтерските работници е најдобар во Агенцијата за катастар, помалку во Агенцијата за вработување и Царинската управа. Во Централниот регистар најмалку се чека ред и најподобрено е работењето. Ова се резултатите од проектот Таен клиент, што го спроведе Министерството за информатичко општество и администрација во периодот мај-јуни 2013. Направени се 2700 анкети во 10 подрачни единици на вкупно 9 институции, од кои граѓаните најчесто бараат услуги. 540 ненадени посети од најмени агенти кои се представувале како директни корисници, како и по 3 телефонски повици во секоја институција. Според анализата, граѓаните се генерално задоволни од услугите на администрацијата, но планираните реформи за поефикасно функционирање мора да се спроведат. Подолго чекање ред пред шалтерите, телефонски нејавување од страна на операторите, недоволно хигиена и неприлагодена температура во просториите се само некои од детектираните слабости поради кои одредени институции треба да го реорганизираат работењето, истакна министерот Иво Ивановски. За 4 недели државните институции кај кои беа утврдени слабости ќе треба да направат акцијски план за нивно надминување. По 6 месеци проектот ќе биде повторно спроведен за да се види дали има промени во работењето. Карите на Македонија ја победија Хрватска со 78-74 во првата од двете пријателски средби со овој противник. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.